Господине Бачев, како коментирате тоа што лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски дури сега, односно вчера, излезе на протести, односно ги поддржа вашите протести, а до сега молчеше. Дали ова е на некој начин алиби спрема членовите на ВМРО-ДПМН и гласачите, дека всушност нешто прави за против промена на името? Па вака, ние остануваме на таа базична наша определба дека само единствени и сплотени како македонски народ може да успееме во оваа наша битка, бидејќи ова не е прашање на една партија, на една влада, на еден индивидуалец или партија за власт или за власт, него ова е битка за опстанок на цел еден народ. Меѓутоа ова што го прави ВМРО-ДПМН е малку симптоматично, бидејќи имавме веќе едно искуство од референдумот кога некаде на самиот ден на референдумот, кога се беше јасно дека нема да успее, дури тогаш Мицкоски некаде во 15 часот пред да бидат затворени кутиите, рече дека нема да излегува да гласа, што остава сомнеш за искрените намери во таа насока. И во оваа насока сега јас не сакам да шпекулирам доколку вчера била искрена намерата да излезе меѓународот во ред, меѓутоа малку остава впечаток пак на сомнеш, бидејќи они од кога видоа дека вчера Македонија блокира, стварно имаше една добра бројка на посетеност на митингот, една добра организација, тогаш излезе кај народот со цел најверојатно, како што и вие кажавте, да си бара едно алиби помеѓу членството на ВМРО-ДПМН, бидејќи факт е дека јас сум секојдневно на терен и по наши партиски активности и сега во овие работи околу референдумот што беше, па сега и околу ова уставните измени преку Македонија блокира, и членството на ВМРО-ДПМН е масовно против овие промени што се прават во собранието, против уставните измени. Меѓутоа сега можеби Мицкоски е во една состојба во која што на странците им зборува едно, им кажува дека нема да им смета, а меѓутоа во јавноста после изглед мора да глуми пред своето членство, дека го брани името, што не го покажува реално и вистински, бидејќи како е така, они како партија треба јавно да излезат и да го повикат целото членство да излезе тука. И јас верувам дека ние, например, кога тука би имало 20.000 народ, една предпоставена ситуација, јас верувам дека ние ќе завршиме работата. Нема да помислат овие претеници да го сменат, да ги усвојат уставните измени, а не пак да гласаат за тие уставни измени. Така да, значи, со еден збор кажано, остава сомнеш дека сепак Мицкоски си бара едно алиби пред членството да глуми дека го брани името. Па он сега излегува на протест, бидејќи нас не очекуваат сега избори, и тогаш тоа во кампањата ќе се користи, дека дека ќе кажува и он дека бил против овие уставни измени, меѓутоа внатре претениците тие ги изгласале, он застанал на страната на народот, ќе оди со таа кампања сега на предстојните председателски избори. Меѓутоа факт е дека како што да работи овие 80 претеници имаат намера да го извршат тоа национално предавство, да ги изгласат овие уставни измени. Меѓутоа сега ако е за некаква утека за македонскиот народ, јас можам да кажам дека со ова не се завршува оваа борба, ќе следи сега и наредна фаза, што сега денови јас ќе напишам за тоа една колумна во која ќе кажам тие чекори, во кои што се ќе зависи од председателот Иванов, доколку застане, што ние тоа ќе го предложиме да го направи преку на меѓународен план, конкретно преку Советот за безбедност. Значи има начин сега како тоа да се проблематизира на меѓународен план и како тоа да се спречи. Меѓутоа, јас ќе повторам, доколку македонскиот народ беше на висината на задачата, излезеше масовно со 20, со 30.000 народ, ние можевме да ја завршиме оваа работа во оваа фаза сега. Меѓутоа сега ако бидат изгласени, значи ќе следи вториот дел, ќе го проблематизираме тоа, меѓутоа тоа ќе зависи се од Иванов. И доколку е спремен да застане на непотпишување тоа е едниот момент на непотпишување, меѓутоа сега има начин како тоа да се проблематизира на меѓународен план и да не биде прифатено. И во таков случај, значи, Иванов сега тука ќе носи голема одговорност, голема ќе биде неговата улога во тој процес што ќе го најавиме, како што кажав јас денови преку една моја колумна сега, и очекуваме, значи, да застане на страната на народот и сега пред крајот на неговиот мандат да се отиде како човек кој што ќе го памети македонскиот народ, бидејќи факт е дека во овие 10 години Иванов не презеде ништо за одбрана на македонското име. И тука сакам да ја разбијам и таа дилема, веќе кога ме прашавте за овој дел за Иванов. Тоа е една манипулација што се прави со наводно собирање потписи по Македонија, да се достават до председателот, па председателот тие потписи ќе ги доставил во Обединетите нации. Сакам тука да потенцирам дека во Обединетите нации со потписи не се покренува никаква постапка.